Бехтел Јенка, онкологија, петардите на Дрина Ахмети, случувањата во контролата на летање. Наместо разрешници, власта се дави во афери. Дел од политичките аналитичари коментираат дека секое недоследно постапување со месеци наназад нема ниту судски, ниту обвинителски епилог, а јавноста и не треба да очекува, бидејќи тоа практично би значило одговорност на актуелната владеачка гарнитура. Наместо тоа, индициите се тие да бидат зацкриени или пак да завршат со минимални казни. Не можете да очекувате финализација на било кој од или разрешница на било кој од предметите кои се во судска или во обвинителска постапка, затоа што доколку се направи завршница, би требало одредени ликови кои се поврзани со актуелната власт да изгорат во тој процес, а доколку тие изгорат, мислам дека ќе повлечат и еден куп луѓе од носителите на високи јавни функции. Ристевски очекува и во следниот период да се разоткријат уште десетици недоследности во работењето на владините институции. Гледаме само дека нема нема светло на крајот на тунелот и дека сето тоа ќе продолжи уште толку турбо во наредните 10 дена. Јас сум сигурен дека во периодот кој следи дека ќе се откријат уште еден куп нови недоследности, ни престои техничка влада. Во техничката влада знаеме што можеме да очекуваме. Очекуваме пропаганда од власта, каде што ќе проба со некои проекти кои се влечат по 4, по 5, по 7 години, да направи некаква, да кажеме, собствена промоција. Последниот скандал за кој сведочеше јавноста е обидот за проневера на 180 милиони денари во ИАП, а со денови се чека и обвинителска одлука за петардите на Дрина Ахмети. Во рацете на обвинителите се и предметот за МНАФ, за онкологија, за изградбата и надзорот на коридорите кои ќе ги гради Бехтел Јенка. Повеќе недоследности имаше и во правосудниот систем, зашто дури алармираше и меѓународната заедница, а прстот го впери во извршната власт која се мешала во работата на судовите.